Денешниот настан е во организација на Здравствениот дом и јавната локална библиотека. Им благодарам многу за трудот, за вниманието. Благодарам на сите што допринесуваат ова нужно зло да биде совладано. И јас мојот допринос го дадов преку моите катрени, преку моите стихови. И поздравувам сите наши пријатели, ваши читатели, ваши гледачи, ваши слушатели и им порачувам да се придржуваат кон мерките што пред малку докторката Марија ги упати до нив. Колку време ја пишувавте оваа книга и нешто околу книгата, ако може повеќе, околу содржината? Книгата ја пишував скоро 3-4 месеци, од самиот почеток од најавата на короната. За оваа прилика, бидејќи ја немам, значи, уште од појавата на короната во Кина, па до актуелните наши состојби, се во нив е опфатено со моите психички доживувања, изолации, забрани за движење. Ги поканувам читателите да повелат да ја прочитаат. Интересно четиво во секој случај. Што ќе биде следно од вас? Следното веќе е најавено, тоа е стихозбирката Џуница, 121 катрен. Ја користам приликата во овој случај сега да се заблагодарам и на издавачот Орион, на уредникот на едицијата Мили Ѓорѓиевски, нашиот познат афористичар, сатиричар, на неговиот несебичен труд што ми помогна и се надевам дека во иднина ќе се помагаме, ќе соработуваме. Наредната книга да ја најавам ќе биде Тестамент и ќе ја подготвува технички мојот драг колега Кирчо. Како е да се биде организатор на ваков настан? Кој предизвика интерес очигледно? Па знаете што, ова е прв пат, неретко, да ние организираме една литературна средба во здравствен дом. Меѓутоа, голема чест беше и привилегија нашиот сограѓанин, новинар, писател, кој што напиша една книга посветена на нас. Особено на мене ми беше чест што ми посвети, што го направив уводот на книгата, а малку ми беше тешко. Знаете, ние докторите само читаме, меѓутоа не сме познати по пишувањето. Меѓутоа во консултација се надевам дека со стручњаци се надевам дека успешно ја представив и направив добар увод на неговата книга. Што рече колешката пред тоа, ние имавме привилегија да ги прочитаме неговите катрени пред сите. Многу сме благодарни за тоа што даде еден допринос и со оваа промоција. Исто така се надевам дека нашите сограѓани ќе ја сватат правилно и уште повеќе ќе се придружуваат до мерките. Секој се бори на свој начин против короната. Ова беше негов начин, ние сме му благодарни што ни посвети внимание. Исто така можам да кажам дека целото население ни дава поддршка, секој на свој начин, неговиот начин е тој, ние го поддржавме. Се надевам дека бевме успешни, затоа што ни е прв обид и се надевам дека веќе нема да биде за ваква тема, дека ќе биде малку подобри теми, повесели, пољубовни теми за младост, за здравје, за здравје не, да сме живи и здрави, за љубов, за пријателство. Така да се надевам во други околности ќе бидеме уште посреќни и ќе биде подолго подолга промоцијата со повеќе гости. Ова беше така малку символично да му се заблагодариме на нашиот сограѓанин кој што ни даде голема поддршка. Да сме живи и здрави сите. Е излезал печат книгата на нашиот сограѓанин, новинар, писател, сега пензионер, активен писател, господинот Маневски. Иначе книгата се вика Корона катрени. Книгата е посветена на сите здравствени работници. Тоа е негов начин на поддршка на здравствените работници и на борба против короната, која што е чудовиште на 21. век, која што го захвати целиот свет. Јас имам посебна чест да инсистирам на господинот Маневски да направам увод на книгата, не знам колку бе успешна. Му благодарам за честа што ја укажа, се консултирах со неговата тела, за да не
за да бидам успешно да го представам неговото дело. Уште еднаш му благодарам. Благодарам од името на сите вас за подршката што ни ја даде писателот Маневски и што направи едно такво дело во наша чест и наша подршка. Сега и давам збор на стручњаците. Ние знаете дека не сме стручњаци, ние сме доктори. За жал, и тоа да кажам, оваа книга излезе во период кога ние во Делчево до сега немавме корона, имаме позитивна една наша сограѓанка и посакувам да оздраве и да нема други позитивни, да нема заразени други. И се надевам дека ќе е така. И давам збор на Илјана Петровска, која што стручно ќе образложи и за книгата и за се неговото дело на нашите сограѓани. Благодарам. Добар ден на сите. Огромна чест и задоволство ни е што јавната локална библиотека Илинден од денеска е збогатена со уште едно дело од нашиот равноправен автор. Тоа е нашиот сограѓанин Васил Маневски. Равноправеното оделение на библиотеката ретко се захитува со нови наслови и кога тоа ќе се случи навистина многу ние. Јас нема да зборувам за книгата за тоа како е направена, ниту темата која што вработувам. Како директор на библиотеката само ќе кажам дека со задоволство ќе купиме примероци од оваа книга, кои што ќе бидат обработени и веќе од утре ќе бидат достапни до сите наши читатели, односно до сите наши членови. Маневски го познавам долго време, соработувавме како новинари во некогашната радио телевизија Делчево. Сега соработуваме на релација автор-библиотека. Слободно можам да кажам дека тој е човек полн позитивна енергија, полн сила, многу амбициозен, многу упорен, многу трудолюбив. И од тие причини излегувањето од пешат на оваа негово дело за нас не е ништо ниту изненадувачко, ниту ново, напротив нешто што ние и го очекувавме. Во јавната локална библиотека Илинден, покрај ова негово познато дело посветено на короната, ние ги имаме и сите негови други издадени дела, подпишани со негов подпис. Тоа се Љубов и страдања, За твојот сон, прво издание во 1980 година, второ издание лани 2019 година, потоа Плашеше цела мерешевија и ова последното кое што е посветено на короната. Од име на јавната локална библиотека Илинден, на Маневски му посакувам многу успеси, уште многу нови наслови, многу нови читатели и секако оваа наша соработка да продолжи и понатаму. Пред да му дадам збор на Маневски, јас би сакала да ја прочитам посветата на оваа негова книга. Оваа книга искрено им ја посветувам на сите медицински сестри и лекарите и на сите оние што од срце ги почитувам, полицајците, комуналците, пожарникарите. Ви благодарам. Маневски. Не сум среќен со последната вест дека и во нашава средина стаса короната. Јас мислев таа ќе стаса само преку овие стихови. Но што е тука е? Вие, вашата должност на луѓето во бели мантили е таа да ова зло со него се борите и понатаму и дај Боже да се изборите успешно. Должам благодарност на јавната здравствена установа Гоце Делчев, предводена од директорката Марија Григоровска, што ја овозможи оваа прва промоција токму за луѓето на кои книгата и им е посветена. Работев од почетокот кога короната се појави, па до самото влегување на книгата во печат. Се некои измени, додатки знаат и директорката како автор на предговорот и Билјана, докторката Билјана како рецензент. Но тоа е оној творечки дух што треба, што ме крепи, што ми дава сила да продолжам напред. Јас се гордеам што во оваа установа тука, меѓу вас, има мои воспитаници, мои ученици. Го гледам Блажа, отсутен е поранешниот директор доктор Трајчев. Тука се медицински сестри, да не ги именувам сите. На сите сум им благодарен за моралната поддршка. Сакам само да ве известам дека, како што рече директорката на библиотеката, оваа книга од утре ќе се најде во роднокрајното одделение на јавната библиотека Илинден. Сите тие што имаат желба да ја прочитаат, можат да ја позајмат од таму.
ја има во електронска форма на овие апаратите, телефоните, компјутерите, а оние па што сакаат да ја имаат во своја лична собственост, во својата библиотека, книгата чини 200 денари, ќе може да ја добијат. Благодарам многу на вниманието и што во толку голем број се собравте да го удостоиме ова издание и ја поканувам докторката Билјана како рецензент да земе збор. Јас имам таа можност како рецензент да ги прочитам прво сите катрени и еве ќе кажам нешто. Воден од моменталната состојба во која се наоѓа цел свет, неговите катрени ни даваат една слика за реалната состојба, притоа видена низ призма на обичниот македонски човек, како и на одговорните здравствени лица кои се во првите редови на случувањето. Пролет, болест, слобода и неизвестност, несликовито ни го прикажуваат делото, притоа испреплетено со бројни емоции на страх, надеж, болка, желба за живот. Во препознатлива форма поетот ни ја прикажува секојдневната реалност и борба на сите нас со нешто ново и непознато. И ќе завршам со стиховите ја чекаме победата. Чекаме да заврши корона пандемијата, да престанат ограничување и изолации, да победат науката и цивилизацијата, да стигнат сите континенти и нации. Благодарам. Лекарите, министрите и парите. Престанете политика да бистрите, кога ни се разболеа и лекарите, во самоизолација ни се министрите, се е поскапено, не ни стасуваат парите. Кавги и вонредни мерки. Неизвестноста сите жестоко не пече. Лидерските кавги не престануваат. Некој ќе мора да пресече, да рече до кога вонредните мерки остануваат. Мојата самоизолација. Сакав некаде далеко да отпатувам. Околностите наложија дома да седам, дали да се радувам или да тагувам, цел свет е зафатен со болест и беда. Тишината и осамата. Ни телефон да звони, ни соседи на врата да тропнат, осамата и тишината веќе ми станаа неподносливи. Дома седам, телевизија гледам, како врзани сопнат, од екраните само вести за болести лесно преносливи. Ќе завршам со лажни вести. Лажните вести и од пожар побрзо се шират. Побрзо палат и горат од шумски оган. Деманти и паниката не можат да ја смират. Не пласирајте ги, ви советува новинар Стар. Благодарам.